Денеска сме во посета на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Карпош и на Општина Карпош во рамки на редовните активности кои што ВМРО-ДПМН ги има за посета на општините низ цела држава. Денеска сакаме да поразговараме со луѓето кои што го водат ВМРО-ДПМН во Карпош и секако со граѓаните на Карпош за актуелните случувања и во пресед на локалните избори, но се надевам и во пресед на предвремени парламентарни избори. Во однос на Карпош постои еден целосен застој и нереализација на главните ветувања на актуелното водство на општината од страна на СДСМ. СДСМ тука има и локалната и централната власт, но за жал скоро ништо и да не испорача. Големи ветувања имаше пред 4 години Стефан Богоев, кој што е сега градоначалник, но од тоа не реализира ништо. Оно што би можел да го нагласам како клучни ветувања не се реализирани, изградбата на 3 базени, од кои што немаме ни Б од базена, камоли да имаме 3. Понатака ветувањето за градинка во Влаја, кое што не се реализира. Имавме ветување за еден голем парк на реката Вардар, кој што исто така не се реализира, како и ревизија на деталните урбанистички планови, кои што не само што не се ревидирани, туку турбо се гради тука и се уништува и тоа малце зелена површина која што е останата во Карпош. Ова е причина плюс да се случат промени на следните избори, кои што доаѓаат во месец октомври и ноември. Ќе излеземе со исклучително квалитетно решение за градоначалник, се уште во моментов се прават испитувања на јавното мислење, така што оној или она кои што ќе се најдобри на тие испитувања помеѓу граѓаните ќе добијат довербата и од ВМРО-ДПМН и ќе излеземе со многу квалитетна советничка листа која што ќе е поддршка на градоначалникот од редовите на ВМРО-ДПМН. Многу работи може да се направат во Карпош. Стручен тим на експерти работи во моментов на една програма која што треба да даде целосно нова визија за општината во следните 8 до 10 години, односно ова трета декада на 21 век, Карпош да стане најмодерна општина во државата, секако е најурбана, но да стане и најмодерна општина во државата преку воведување на нови технологии, преку воведување на хајтек технологии, секако преку заштита на животната средина и еден хуман простор за живење. Ако дозволите, сакам и 2-3 други теми да искоментирам кои што се актуелни во моментов во државата. Прво, пред 2 дена зборував и досега никој не демантираше во однос на појавата на галопирачка инфлација во Македонија. Имено проекцијата на Народна банка за оваа година беше дека инфлацијата ќе се движи некаде 1,5%, односно да поедноставам за 1,5% ќе е поскап животот оваа година во споредба со претходната. Народна банка излезе веќе со ревидирана проекција дека инфлацијата ќе е 2,5%, а веќе во овој момент, во 5-тиот месец од годината, значи не сме ни на пола година, инфлацијата е 3% со голема можност да оди и многу нагоре, некаде над 5%, што значи едно сериозно поскапување на животот на граѓаните. Пред се очекуваме високо, односно големо поскапување на цените на нафтата и нафтените деривати, на електричната енергија, зашто ВМРО-ДПМН веќе година дена предупредува, и на прехранбените производи. Прехранбените производи веќе имаат поскапување кое што е над овој просек од 3%. Всушност секој граѓанин нека размисли, нека види што со 1000 денари сега може да се купи во продавница или во маркет, што можеше да се купи пред 1 или пред 2 години. Поскапуваат прехранбените производи, поскапува сончогледовото масло за јадење, поскапуваат хигиенските производи, така што едно целосно поскапување и една галопирачка инфлација која што доколку со паметни економски политики не се спречи, може после и да не може да биде спречена. Очекувам надлежните институции, пред се Народната банка и Министерството за финансии да излезат со мерки во однос на инфлацијата. Следна работа која што сакам да ја искоментирам е во однос на европските интеграции. Видовме дека Зоран Заев имаше еднонеделна турнеја низ Брисел, Мадрид и Атина, но немаме никаков бенефит од таа турнеја, од причина што гледаме дека нема никакво поместување во однос на европските интеграции и она што и јас лично и ВМРО-ДПМН го кажува полувременски период, а тоа е дека и оваа 2021 година Македонија нема да добие датум за почеток на преговори, нема почне преговори за членство со Европската унија, за жал ќе се реализира.
Таа што легитимно се поставува прашањето која користа од ваквите посети. Единствена корист која што може да имат граѓаните е подобрување на животниот стандард, затоа што членството во Европска унија значи подобар животен стандард и владење на правото. Прашањето кое што се поставува и на кое што не добиваме одговор е зошто во Македонија не доаѓаат проекти, зошто за Македонија нема грантови, нема големи инфраструктурни проекти како што изградба на брзата железница и на автопатски решенија низ Македонија. Одговорот е едноставен, затоа што нема проекти, затоа што Зоран Заев оди со празни раце и не доставува проекти во однос на клучните инфраструктурни проекти во Македонија, што е причина плюс да се случат предвремени парламентарни избори оваа есен. И последна работа што сакал да ја коментирам, секако сум тука и за вашите прашања. И она што се случува изминативе 2 дена, имено после поддршката на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски за правото на самоодбрана на државата Израел, видовме дека се случуваат едни големи, би рекол и организирани напади кон него од страна на радикални исламистички структури, кои што се закануваат по однос на неговиот живот и животот на неговото семејство. До денес не видов дека Министерството за внатрешни работи било каква реакција презема кон овие луѓе и се обиде да го заштити животот на председателот на ВМРО-ДПМН и неговото семејство. Во едни многу поблаги ситуации, кога обичен човек ќе го искритикува, например, Зоран Заев, или ќе напише нешто за него на Facebook, полиција влегува во домовите на граѓаните, врши претреси во нивните домови, им одзема лаптоп и мобилни телефони, а овде каде што имаме директни закани по однос на животот и безбедноста, нема никаква реакција. Повикувам и апелирам МВР да реагира, во спротивно ќе покажат МВР, Оливер Спасовски и Зоран Заев дека ова го прават намерно и тенденциозно. Благодарам и повелете ако има прашања. Ваш коментар за денешниот конгрес на СДСМ? Па тоа е внатрешпартиска работа на СДСМ. Јас не очекувам ништо ново, не очекувам дека ќе има некоја нова идеја која што ќе извади Македонија од оваа здравствена и економска криза, за жал, во која што се наоѓа. Ниту очекувам дека некои вонредно честни кадри ќе има како нови решенија во СДСМ. Напротив, очекувам да Зоран Заев се капсулизира, односно да си постави своји послушници околу себе. Сум кажал и претходно, ќе повторам и денес, мислам дека не е работа на ВМРО-ДПМН да се занимава со СДСМ, нити е работа на СДСМ да се занимава со ВМРО-ДПМН, како што се обидуваше тоа да оправи во изминатиот временски период. Видовме дека не успеа и нема да успеваат и понатака и во иднината. Фигуративно кажано, сега мечката игра во нивниот двор, имено се говори за независни листи од страна на незадоволни членови од СДСМ, како и за формирање нова политичка партија, но тоа е работа на членовите на СДСМ, нека си го решава тој проблем помеѓу себе. Господин Николовски, по вчерашниот протест на родителите и учениците, министерката Царовска вас ве обвинува дека вие правите обструкции за донесување на новиот закон за образование и новите реформи. Ваш коментар? Па, ако Мила Царовска го обвинува ВМРО-ДПМН дека прави обструкции за носење на новиот закон, би рекол дека е во право, затоа што ние сметаме дека тој закон, тако како што е напишан, не треба да биде донесен. Кога се прави една голема образовна реформа, првата работа што треба да се направи е широк општествен консензус и диалог со сите засегнати страни и со опозицијата, но и со стручната фела. Тоа не е направено во овој случај и се турка законот на сила во една нетранспарентна постапка. Досега никој не видел како ќе изгледа тој така наречен дигитален учебник, а во исто време тоа се спротивставува и на целиот образовен процес и на, ако сакате, тековите во моментот во Европа. Имено францускиот министер за образование пред неколку дена кажа дека Франција забранува употреба на било каков електронски уред за деца до 15 години. А камоли да ги ставите учебниците на таблет или на телефон. И работа за која што Мила Царовска одбегнува да даде одговор, иако јас себе 10 дена има каде што прв пат ја кажав, па ја повторив на интервју пред 2 дена, е дали причината зошто го тера и го турка на сила овој проект за дигитални учебници е од лукаративен карактер, односно дали причината зошто се обидува да го истурка ова вреди во 5 години 125 милиони евра поврзани со фирми од Хрватска. Еве, трет пат правам провокација да одговори дали е ова причината. Уште едно прашање. Од власта ве обвинуваат за ширење лажни вести, односно конкретно за онаа средба помеѓу премиерот Заев и Седат Пекер. Интересно е зошто вас ве обвинуваат за ширење на лажни вести, а не Седат Пекер, кој што јавно призна дека имал средба со премиерот во неговиот дом.
Видете, нема бандит и криминалец, прво локално, а сега и во европски, во светски рамки, кој што било кој начин не е поврзан со Зоран Заев. Наместо да е премиер на Македонија, тој е најдобар другар на криминалците во Македонија и во светот. Така што овај тип кој што го споменавте, кој што е криминалец пар екселанс, од сите дестинации во Европа ја најде Македонија и нормално никој не е наивен да верува дека туку така слетал на аеродром во Петровец и си отишол во некој хотел да престојува, нормално дека имал прво договор со Зоран Заев и имал логистика за таа работа, така што нити јас, нити ВМРО не кажа дека Сејат Пекер се среќавал со Зоран Заев, туку тоа го кажа самиот тој. До денеска не добивме кредибилен демант од страна на Зоран Заев, што само потврдува дека такви средби имало и мислам дека во следниот временски период ќе излегува многу повеќе, а после промената на власт мислам дека ќе е шокирана македонската јавност кога ќе гледа со кого све се среќал и што се договарал.